Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски информира дека 5 дена јавното претпријатие комунална хигиена воопшто не се појавува на улиците во Центар за да го подигне сметот од улиците каде што има надлежност. Тој потенцираше дека утрово испратил допис до ЗЕЛС за итна седница каде што ќе се побара решение за овој проблем. Овие 5 дена е навистина алармантно. Утрово пуштив допис до управниот одбор на ЗЕЛС, се слушнав и со директорката на ЗЕЛС и побарав итна седница, каде што ќе се побара решение за овој проблем, рече Герасимовски. Тој изјави дека разговарал и со неколку негови колеги, од кои побарал дополнителна механизација за да го отстрануваат самите сметот и ја повика владата да размисли за вонредна ситуација. Кандидатот за градоначалник на општина Сопиште од ВМРО ДПМН Јане Мицевски извојува најголема победа во првиот круг на овие локални избори со освоени 80,2% од гласовите на жителите со право на глас. Од запишаните 5483 гласачи во оваа општина, на гласање излегле 2937 жители, за него гласале 2524. Тој на жителите на Сопиште им вети нов резервоар за вода како еден од посериозните проекти на кои ќе работи во претстојниот мандат. Покрај многуте проекти за подобрување на инфраструктурата, спортот, образованието, безбедноста, транспортот и културата на кои рече дека активно ќе работи. Зад Мицевски со освоени 79,73% од гласовите е победата на Александар Георгиевски од ВМРО ДПМН во Илинден, кој исто така на овие избори доби втор мандат од граѓаните. Од вкупно запишани 14.908 гласачи на гласање излегле 7.746, за него гласале 6.386 граѓани. Меѓу тројцата градоначалници кои извојуваа најголема победа во првиот круг на овие избори е и Борче Митевски од ВМРО ДПМН, кој во Петровец доби пети мандат со освоени 77,43% или 3.493 гласа. Во оваа општина се запишани 8.144 избирачи, на гласање излегле 4.410. Во првиот круг избрани се градоначалници во 43 општини, во останатите како и во градот Скопје. Градоначалник ќе се бира во вториот круг на 2 ноември. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стехковски, кој на сегашните локални избори беше реизбран и доби нов мандат од граѓаните. Вчера во објава на социјалните мрежи сподели дека е на терен уште од првиот ден по завршувањето на изборите. Денес бев во Колонија, каде што се во тек градежни активности за изградба на нова улица со павер елементи, сподели Стефковски на социјалните мрежи. Додаде дека работат посветено за подобри и побезбедни улици. Втор ден вработените во јавното претпријатие Паркови зеленило и фирмите Керки Дуел, Флора, Коми Дуел, Луна своето незадоволство поради неисплатената септемвриска плата го искажуваат со протест, блокирајќи ги двата влеза во ова претпријатие. Најавуваат дека ќе протестираат до петок од 9 до 11 часот со блокирање на двата влеза на јавното претпријатие Паркови зеленило Скопје. Председателот на Синдикатот на работниците од угостителството, туризмот, комунално-стамбеното стопанство, за нечиството и заштитните друштва на Македонија, Стојан Чекашиковски, изјави дека како единствен репрезентативен синдикат заедно со вработените и со синдикалната организација при Паркови зеленило Скопје, во повеќе наврати минатата недела се обиделе да стапат во контакт со раководството на ова јавно претпријатие. Најави дека в петок вработените во овие три фирми заедно со синдикатот ќе донесат одлука за понатамошниот тек на протестите поради неисплатената септемвриска плата и поради неисплатените јубилејни награди, регрес за годишен одмор и останати додатоци на плати. Посочи дека како синдикат во изминатиот период ја информирале јавноста дека сегашното финансирање на јавното претпријатие Паркови зеленило е неодржливо и очекуваат од новото раководство на град Скопје веднаш по завршувањето на изборите да одржат средба на која, како што рече, ќе ги изнесат нивните размисли и поучени од искуството од финансирање на вакви и слични претпријатија во регионот. При претрес во Скопје лишени се од слобода турци и узбекистанци за фалсификување дозволи за престој и други службени документи. Имено како што информираат од МВР, ноќеска во 1:30 часот полициски службеници од Оделението за прекограничен криминал, миграција и странци и реадмисија Скопје при регионалниот центар за гранични работи Север и од единицата за интервентна полиција при Севера Скопје ги лишиле од слобода 30-годишниот АЗ, 26-годишниот ЗА, 20-годишниот СО и 51-годишниот АУ, сите од Турција.
како и 39-годишниот Н.А. и 27-годишниот А.Д., двајцата од Узбекистан, поради сомнение за сторен прекршок од Законот за странци и од Кривичниот законник. При претрес во домот на лицето А.З. во кој престојува на подрачјето на Чаир, извршен со судска наредба во кој се затекнати останатите 5 лица без дозволи за престој, пронајдени од земени се повеќе дозволи за престој на име на други лица, пари во различни валути, а поени печати од приватни фирми и државни институции за кои постои дека се фалсификувани, лаптоп, компјутери, турски патни исправи на име на други лица и други предмети за кои постои сомнение дека потекнуваат од кривично дело. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.